На Zoom линија се вклучуваме со професор доктор Дејан Мираковски, кој што е декан на Машинскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Добро утро, професоре Мираковски. Добро утро. Се надевам дека добро не слушате. Јас само малку имам проблем со тонот, ама мислам дека е од кај на содржијата, не од кај вас од вашиот систем. Ве замолев утринава... И звукот и Одлично, супер. видеото. Одлично. Ве замолев утринава да се слушнеме со вас на оваа тема, бидејќи вие повеќе години се занимавате со следење на проблематиката на загаденоста на градовите, особено и на Скопје, како најголемиот град во Македонија, и учествувате во разни проекти кои што беа, да кажем, научно втемелени, не овој вид на невладино, како да кажем, давање мислење за одредени работи без да се имаат вистинските цифри за тие и вистинските податоци за тие мерливи работи. Вие и во моментов работите на еден голем проект кој што, како што ми рековте, податоците ќе бидат кон крајот на февруари готови, а се однесува на загадувањето на Скопје. И ние нема денеска тие да ги коментираме, бидејќи се уште ви се делумни податоците, но и самиот дававте изјави во минатата година, па и во оваа, дека загадувањето во Скопје опаѓа од година во година, дека е тој тренд јасно се гледа негдека уште од 2017 година наваму. За сега наеднаш да се соочиме со една експлозивна загаденост, бидејќи вие сте, предпоставувам, во Штипа, ние сме во Скопје, во утринава, тешко можеше од оваа загадувачка магла, необична магла, да се дојде дури и до работните места. Како го објаснувате тоа? Сигурен сум дека имате стручно мислење. Па добро, оваа појава не е нова и изјавите кога се оценува квалитетот на воздух се однесуваат за одреден временски период. Значи, зборуваме дека има нашите изјави, се сеќавам на одредени анализи што ги правевме во периодот 2019-2020 беа фокусирани на тоа да се види дали има некакво влијание кризата со ковид, односно намалувањето на сообраќај од стопанските активности во периодот на кризата. И да, иако немаше, например, на одредени параметри статистички значени разлики, на одредени параметри како што беа суспендираните цврсти честички, има, иако не се значени разликите, има намалување од некаде 20% од година во година сметано. Меѓутоа, тоа се однесува на периоди од година дена. Ние во моментите поминуваме епизода на загадување која што не е ни нова, ни не вообичаена за Скопје, ниту е прва, верувам дека нема ни да биде последна. Во оваа се периоди во кои имаме метеоролошки услови екстремно погодни, односно стабилна атмосфера, која што допринесува да сите емисии во зоната, на урбаната зона на Скопје, останат, не се дисперзираат со струењето на воздухот, туку останат приземно во еден релативно низок слој, бидејќи емисиите континуирано не прекинуваат, а немаме мешање, разредување, концентрациите достигаат овакви екстремни вредности. И тоа е по мене, такви епизоди имавме и минатата година, имаме и у почетокот на оваа година, значи не се работи за некаков нов феномен. Или пак факт дека до вчера беше подобро, сега е полошо. Ако ми дозволите само некои податоци кои што верувам дека вам ви се познати. Во изминатите 5-6 месеци во Скопје се доделија, и пред тоа се доделија негде околу 5-6 субвенции за инвертери. Се донира, односно се заменија околу 2000 печки од дрва на пелети. Се изчистија, па и сезонова, мислам, неколку илјади оџаци и се изгасија во изминатите година-две околу 10.000 оџаци во Скопје, кои што инаку се користеа за загревање и за загадување. И има околу 2000 исклучени домови
кој што повторно се приклучува на централно парно грејење. Сакам да кажам, се направи во последните неколку години една голема акција за навистина да се таргетира овој проблем. Сегашната администрација во градот е се уште пренова, би рекол, за да може што било сериозно да превземе, оти сега луѓето седна на чело со оваа градоначалничка само пред 2 месеци на чело на градот. Но како ви се чини вас овој тренд на, да кажем, реални подобрувања во таа област, наспроти можда една разочараност која сега постои кај граѓаните кои што веројатно велат па џабе се ова направивме, кога еве гледате повторно не може да се излезе надвор? Повторно ќе кажем, за жал ние епизоди на загадување ќе имаме, се додека не успееме да елиминираме значаен, зборувам можеби 80-90% од изворите, да ги елиминираме, па у тој случај да имаме дури и при овакви неповолни временски услови да имаме просечно многу подобар квалитет на воздухот. Просто е не прво факт е дека се заменија голем број, мислам дадени се субвенции и имаше замена на старите печки, старите системи на грејење со инвертери, меѓутоа се уште тоа поопфат Скопје проценките некаде околу 70.000, мислам дека има домаќинства грејење на дрва. 80 и 90.000, такви се проценките се дека се меѓу 80 и 90.000 куќи кои се горуваат биомаса за затоплување. Сега во грејна се тоа се дрва главно. Ние сме замениле од 5 до 10.000 или префрлиле на друг систем на грејење. Неопходни се многу поинтензивни, веројатно многу поинтензивни активности и тие активности би требало да бидат континуирани. Ние за овие проблематики зборуваме само кога се јави оваква епизода на екстремно загадување, а потоа некако ги забораваме работите. Веројатно тој процес нема да биде брз, посебно сега у светлото на енергетските кризи, промената на начинот на луѓето сигурно ќе имаат многу зошто да размислуваат. Меѓутоа старите системи на грејење мора да бидат заменети ако сакаме да го видиме. Професор Мираковски, вие разбирам таа теза, не сакам да ве вовлекувам во политички оценки, меѓутоа и во вашите претходни анализи вие констатирате дека и сообраќајот е една од главните точки со кои што се шири загадувањето, а ние туку што добивме градоначалничка во Скопје која што се откажа, го раскина договорот за правење на оној така наречен Rapid Bus Transport или Bus Rapid Transport БРТ, кој што требаше не само да го забрза транспортот, туку и многу повеќе да го растовари градот од некаков автомобилски сообраќај. Колку е всушност важно решавањето на сообраќајниот проблем во Скопје во врска со загадувањето? Дали се автомобилите голем загадувач? Да бидеме реални, по бројките кои што досега ги имаме ние, значи по бројките кои што досега се публикувани, научно издржани публикувани резултати, тоа се движи околу 10% у просек како ефект на кај рецепторите. Значи не се екстремните загадувања како што го гледаме сега, се водени од друг тип на извори, пред се поврзани со системите за грејење, што на домаќинствата, што на институциите кои се уште користат мазут или нафта за грејење, а влијанието, директното учество на сообраќајот сигурно има, меѓутоа се работи за драстично помал дел во однос на системите за грејење. И верувам дека подобрувања треба да се направат и тука, бидејќи сообраќајот од друга страна пак е релативно блиску до нас, ние се движиме паралелно со сообраќајниците или луѓето се движат и пеш покрај сообраќајниците, тие се сеа речиси се урбано околу нив луѓето и живеат и се движат покрај нив и затоа емисиите од загадувањето од сообраќајот мора да бидат подобро контролирани. Изборот на начинот на движење и кои системи сепак би го препуштил на експертите у таа област. Меѓутоа дефинитивно е опасно загадувањето, иако не ги води овие епизоди, сообраќајот не ги води овие епизоди на екстремно загадување.
Доктор Мираковски, ги гледам студиите кои се занимаваат со анализа, да речеме, на температурите просечни во годината. Гледам анализи кои се занимаваат со количеството на врнежи, со паралелно со пресметката на загадувањето и така натаму, и не може да се констатира некоја значителна аномалија заради која една година би била подобра или полоша, освен ако не се сведе ова, како што вие велите, на некаква специфична епизода, веројатно од 5-6, можеби 10 дена, заради немање ветер во главниот град. Ајде така да го упростам најпросто, иако се разбира феноменот покомпликуван климатски и така натаму. Сепак, што е она што вие би го препорачале на кој е било, ама еве и на новото градско раководство, бидејќи се занимавате со ова и научно и практично повеќе години наназад, кои политики треба да ги забрзат, кои треба да ги прекинат за да се постигне побрз резултат во она што сите сакаме да кажем посведочиме во Скопје, барем во некоја догледна иднина? Тоа е прилично комплексно за да го кажеме еве во една емисија. Второ, ја немам експертиза да ги покрием сите области кои што директно влијаат на овие феномени на загадување. Меѓутоа, во принцип, ние мора да ги намалиме изворите на загадување, емисиите. А според сите досегашни податоци, например на суспендирани цврсти честички, убедливо најголем извор се домаќинствата, грејењето на домаќинствата. Тоа е широка проблематика, веројатно треба да се комбинираат различни пристапи, приклучување на проширување на мрежата за централно грејење. Има неколку студии кои што прилично добро го разработуваат ова као проблематика и мислам дека треба да се задржи еден континуитет од тие активности. Не може 5000 замениме, па после правиме пауза, па пак 5000. Веројатно треба да се притиска интензивно да се намалат изворите и кај домаќинствата, да се подобри контролата на другите емитери кои што би можеле да загадуваат. И сигурно ќе видиме, мора малку поголема упорност во една политика или во еден пристап. Треба да има упорност. Тие сепак не се менуваат со промена на политичките гарнитури. Политиката мора да биде контролата на квалитетот на воздухот или подобрувањето континуирано. Вчера под притисок на јавноста, и не само заради јавноста, туку и затоа што тоа е работа, градската управа излезе со еден податок дека за да навистина ефикасно се реши проблемот со загаденоста во главниот град би биле потребни меѓу 300 и 400 милиони евра. Сега вие ја препознавате таа цифра, излезена од некој студија, од некои препораки, или е тоа студија, да. На што би се потрошиле тие 300-400 милиони евра? Што се разбираат сосема недостижни вака гледано, ама барем да знаеме колку е цехот. Тоа сосема недостижни. Сепак се работи за тоа се бројки добиени од моделирање на постапките како би ги замениле системите за грејење. Тие вклучуваат, тоа беше студија објавена, мислам, од МАНУ, Скопје дише, има детално разработени вредноста на замената на старите системи за грејење со дрва, со пелети, инвертери, приклучување на системите за централно грејење, гасификација на одредени објекти. Тоа е цел сплет на мерки кои што би чинел по проценка релативно високи средства, меѓутоа со тоа добиваат сите генерално со такви средства. Граѓаните ќе добијат поенергетски ефикасни системи за грејење и побезбедни за нив самите, бидејќи ние често го занемаруваме фактот дека старите системи за грејење се опасни за луѓето што ги користат. Изложеноста на загадувачките компоненти на тие што се греат или готват на дрва е многу поголема у однос на тие што не ги користат овие уреди. И тоа е еден феномен кој што веројатно допрва ќе го разговараме. И сепак бројките кои што се дадени можеби не се достижни за една година, меѓутоа ако континуирано работиме и ги замениме, ќе имаат бенефит и квалитетот на воздухот, и поефикасно и поекономично грејење на институциите, на луѓето. И крајна линија мислам дека сепак ако сакаме чист воздух мора да вложиме значителни средства. Сите ние. И поединците и градските власти или држава.
Професор доктор Дејан Мираковски од Штипскиот универзитет Гоце Делчев, ви благодарам за ова стручен осврт. Ви ја чекаме студијата за 2 месеци и ќе се погрижиме таа ексклузивно да биде барем јавно објавена. Не знам кој ја прави, можда тие си имаат свој политики и ќе сакаат се разбери на други места, но ќе бидете драго видени во утрински брифинг во Слободен печат за да ги проанализираме тогаш бројките од вашата последна студија што ќе се објави за 2 месеци. Професоре Мираковски, вие сте од Виница? Не, јас сум по потекло од Беро, живеам во Штип. Не сум веќе декар на видов некоја адреса негде ка Виница, ама и Беро и Штип се навистина многу подобри локации за дишење отколку ова пусто Скопје овдека. Штип има ветар. Да. И затоа сме добри. На крајот можеби треба да видиме што е цената на големи вентилатори, можеби е тоа поевтино да правиме овдека ветер, отколку да менуваме инвертери и да купуваме еколошки автобуси. Благодарам професоре да се пошегуваме. Не верувам, можеби не испадна никој за сега со таква идеја, али можеби треба да се размисли. Треба да се обидеме. Се најубаво и во новата година ви пожелувам. Ви благодарам исто и на вас.